Добар ден. Почитувани граѓани, пратеничката група на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија, издружената опозиција, до Собранието на Република Македонија достави барање за свикување на итна седница со две точки на дневен ред. Предлог закон за измена и дополнување на Законот за заштита на сведоци и предлог закон за измена на Законот за јавното обвинителство за гонење на сторители на кривични дела поврзани и кои што произлегуваат од незаконското следење на комуникациите или специјалното јавно обвинителство. Со донесување на овие два закони ќе се поддржат барањата на независната институција специјално јавно обвинителство, а со една единствена цел – да се овозможи непречена работа и остварување на целта на неговото формирање. Очекуваме оваа седница да биде закажана во најкус можен рок. Ги повикуваме сите парламентарни политички партии да се приклучат и да дадат поддршка на оваа иницијатива. Ги повикуваме и сите пратеници поединечно, без оглед на нивната партиска припадност, да ја дадат својата лична поддршка при донесувањето на овие закони. При тоа, имаме во предвид дека сите тие дадоа отворена поддршка за формирање на ова обвинителство. Како пратеници и представници на граѓаните на Македонија, имаме обврска да се заложиме за правда, за крај на кражбите, за почит кон честните и казна за криминалците. Граѓаните имаат огромна доверба во специјалното јавно обвинителство и оттаму наша обврска е да направиме се што е потребно оваа институција да го расчисти скандалот со прислушкувањето и да го отвори патот кон правната држава. Кражбата ќе запре, парите ќе се вратат. Правда ќе има. Благодарам, повелете со прашање. Во делот на измените на Законот за СДО се описува тоа на продолжување на рокот за 18 месеци за покренување од обвинението за подимање во таа насока одат измените? Одат измените во таа насока и применети се, односно ставени се одредбите од Законот за кривична постапка кои што се применуваат во Оделението за организиран криминал. Совршено истите, бидејќи станува збор за две специфични области од кривичниот прогон, односно од јавното обвинителство како орган, и совршено истите кои што државата ги предвидела за функционирање на Оделението за прогон на организиран криминал, ги пресликуваме во овој предлог на закон. 5 години е рокот за постоење, не, овдека решението кажува дека од моментот кога ќе се отвори постапката до кога се покрене истрагата треба да поминат 12 месеци и во специјални случаи дека тој рок по одобрение од страна на државниот обвинител може да биде продолжен. Значи бараме итна постапка, прашање на политичка волја дали ќе биде свикана и на крајот собранието не мора да се распушти на 12 октомври, имајте во предвид дека станува збор за рок од 60 до 45 дена. Има доволно време во овој период кој што предстои во текот на месец октомври и да го испочитуваме договорот за одржување на предвремени избори и распуштање на собранието, меѓутоа и овие закони да бидат донесени. Да, заедно со барањето секогаш се доставуваат и предложените текстови на закони.